Почитувани колеги, драги медиуми, тука сме собрани за официјално нова пресконференција да ви посагаме добре дојдовте на 23-тото издание на Пивофест Прилеп. Градот веќе живее, навистина од она што ние може да го почувствуваме како атмосфера тука е дека сите патишта веќе водат кон Прилеп и навистина е убава атмосферата тука. Јас и мојот колега Илија Волчевски во наредните 3 фестивалски вечери ќе ве водиме низ содржините и програмата на овогодишното издание на Пивофест. Се е спремно, се е подготвено, енергично, Прилеп ќе блесне вечерва во полн сјај, така што од нас е само да ви посакаме да имате одлична атмосфера во наредните 3 дена, да бидете наша публика, да пробате најдобра скара, ладно пиво и да уживате во богатата музичка програма. Илија ќе ви каже повеќе околу тоа со што отвараме вечер и што следува до недела. Добар ден и од мене, како што кажа колешката Симона, сите сме веќе подготвени, едва и го чекаме отворањето на 23-тото издание на Пивофест. Ќе имаме 5 штандови со пивари, тука ни е Прилепска пивара, Скопска пивара, Кожувчанка со македонско пиво, Винарска визба Тиквеш со Пауланер и Гинис пивара. Се разбира, тука имаме и 20 видови на пиво и прилепската позната скара со која ќе се насладат прилепчанија и гостите што ќе дојдат од другите градови, па се надевам и од другите држави. Покровител на овогодинешниот фестивал, како и секоја година, е општина Прилеп. За оваа вечер имаме диџеј, после диџеј ги имаме Бонгас and Guitars, па го имаме Огнен Здравковски и се разбира звездата Дженан Лончаревиќ. После тонската проба да најавам дека медиумите ќе имате можност за краток разговор, за пресконференција, за интервју со Дженан, за што ќе бидете подетално, подоцна известени во колку часот ќе се случи тоа. Овогодишниот фестивал е на едно повисоко ниво, малку повозбудливо. Ја имаме фан зоната. Се воведува сликање, секој што сака од граѓаните и од посетителите да се слика. Ги имаме тие препознатливи мајмуни со отворени глави, каде што секој може да ја стави главата да се слика и тие слики потоа може да ги да се објават на интернет и за тоа ќе добиете подетални информации каде, што и како. Исто така имаме алтернативна сцена, се работи за камената бина, се воведе повторно и последниве неколку години. Тоа е посебно уживање за младите и за тие што ја сакаат алтернативната сцена. Имам исто така и детска зона. Детската зона ни е посебно значајна затоа што, иако е фестивал на пивото, се разбира дека и децата тука треба да имаат еден дел за забава. И го имаме бекстејџот каде што ќе бидат тука сите гости, сите учесници, а се разбира и ние кои сме вклучени во манифестацијата. Тоа би било се од мене околу ова вечер и околу отворањето, а сега зборот да го препуштувам на градоначалникот на општина Прилеп, господинот Дејан Продански. Добар ден, почитувани медиуми, почитувани сограѓани, почитувани македонци, почитувани и долго очекувани гости овде во Прилеп. Градот, како што кажа и нашите водители на овие 3 фестивалски денови, е подготвен, комплетната инфраструктура поставена, штандовите поставени, се е подготвено за добар пречек на гостите. Започнуваме попладнево со добро познатите корпоративни дружби, продолжуваме вечер со забавата, со формалниот дел, со формалното отварање на фестивалот и она што сакам како градоначалник да го кажам, а воедно да испратам и покана од оваа пресконференција, уште една завршна, да бидете тука. Главните случувања во Република Македонија во овој период од летото се токму во Прилеп. 3 фестивалски денови, добра забава, добра музика, уште подобра храна, препознатливиот прилепски, а во иднина и македонски бред, прилепската скара, да ја вкусите, да ги пробате 20 различни видови на пива кои што ќе бидат понудени од 5 различни пивари и секако добрата забава која што ние како домаќини ќе се потрудиме да издигнеме на највисоко ниво. Ги охрабрувам граѓаните да бидат сите тука, посебно за моите прилепчани да користат алтернативен превоз, односно да ги користат услугите на јавното претпријатие за просторни урбанистички планови, односно градскиот превоз, да се движиме пешки за да оставиме повеќе простор за потенцијалните посетители да имаат слободни паркинг места на располагање со сите комплетната инфраструктура на градот. Предпријатието е организирано, така и сите јавни комунални предпријатија.
Ве охрабрувам да не се грижите за вашата безбедност, за безбедноста на вашите домови, зголемено присуство на припадниците на Министерството за внатрешни работи, значи ги имаме сите, буквално сите предуслови за да понудиме 3 фестивалски денови со многу забава, многу храна и добри ладни пијалоци овде во Прилеп. И за крај би ја завршила оваа пресконференција со една навистина позитивна вест за Прилеп. Во последниве 2 дена 12 новороденчиња и сметам дека фестивалот оди во добра насока, донесе добра енергија, Прилеп се збогатува, се зголемува наталитетот. Ние како општина Прилеп нудиме поддршка за новоформираните семејства со финансиска поддршка и се надевам дека овој тренд и на организирање на добри фестивали, но и на зголемување на популацијата на Прилеп ќе продолжи. Нека е Ирлија и уште една отворена покана до сите добронамерници да присуствуваат во Прилеп на овие 3 фестивалски денови. Колку часа ќе биде официјалното отворање на вашето обраѓање на денот? Добро прашање. Вечер формално го отвараме фестивалот некаде околу 21:30. Очекуваме гости од политичкиот естаблишмент, од водството на државава. Во тој момент имаме почеток на првата македонска звезда на Огњен Здравковски на сцената и тогаш би означиле официјален почеток на фестивалот со традиционалната здравица со македонското пиво, односно со покровителите, со пивата од покровителите и нашиот најголем поддржувач и нашата гордост Прилепската пиварница, која што е најголем спонзор на овој фестивал. А колку површина се овие штандови, ако можеме колку штандови и колку Добро. заедно со старите? Од она што го добивме како информација од организаторите и она што беше донесено како одлука на Советот на општина Прилеп, зафатени се околу 3000 метри квадратни од јавни површини, односно од градскиот плоштад и од Методија Андораченто и од плоштадот Александрија, каде што е и поставена и главната сцена, големата сцена. Имаме 15 штандови на кои што ќе се нуди и пијалоци и храна. Значи, имаме добра понуда, добра површина, но тоа не значи дека гостите треба да бидат ограничени. Во непосредна близина ни е старата градска чаршија, духот на градот, градскиот часовник кој што оваа година слави 200 години од неговата изградба, сериозна понуда, не само во вечерните часови, туку за сите посетители, преку текот на денот имаат содржини кои што треба да ги посетат, да ги видат трговските објекти низ градот, да го почувствуваат духот на Прилеп, онака како што ние секојдневно го живееме, навистина имаме со што да се пофалиме и да кажам дека општина Прилеп е како главен покровител и сериозни средства одвои за развој на овој фестивал, за поддршка на овој фестивал, се со една цел развој на локалната економија и што е можно поголема промоција на Прилеп и убавините на Прилеп.